Да, ама веќе и Страва ако користиш и ако паднеш, И тоа е тоа. ќе нема зашо да ја користиш нашата апликација. И сега тоа е скроз згасната апликацијата, Да. ама вие имате згаснато сапорт за неа или не може ни да ја користи некој не. стар инстал? Тоа е онака, ама не сме ни тестирале, нема ни супорт ни ништо, онака тоа еше. А некој ако ја користи, ја користи, некој на здравје. Да. Ама не верувам дека ути логи, нели, со Facebook, со Google има и апдејти нема на тоа. Мислам дека не работи или некој ако си има инсталирано на некој уред, па си ја уште користи, може да. А subscription модел ли беше за бај компјутер? Subscription модел беше, Keep Me Safe се само доплаќаше, а другата стандардна метрика ја имаше бесплатно. Там имавме плюс некои работи што ги Премиум. Да, премиум модел. Види, немаше тога у тоа време на Страва не даваше elevation, калории у real time, колку си потрошил и ние ги имавме пример тие работи кај нас бесплатно ги дававме, тие кај нив што се плаќа. Да. А Garmin кога почнува да ги вади тие стави? Garmin го има веќе тоа. Имаше, ама тога е Garmin со сати, нели, со такви работи. Тука беше финтата за ти да не купуваш нов уред, туку да си го искористиш твоја мобилен телефон за да можеш да си возиш. Сега знам ја и по многу интервјуа твои и што зборнавме, целата сфера инвестирање ти уствари од многу одамна паралелно на цела оваа приказна ја тераш. Да, значи и тај имам еден Ерик што ми беше и партнер и у бај компјутери претходно, он е американец. И он цело време ми кажуваше работи, он се доста разбираше од инвестирање и он уствари на еден начин ме натера за да почнам да инвестирам. Како? Ти текнува? Да. Како имаше клучен момент некој? Цело време ме пример прашува ќе правиме нешто. Вика зашо не инвестираш у Apple, гледаш ги работите цело време. Значи онака директивика. Да. Која година ова почнува? Тоа е веќе пред, да кажам, од сега пред 10 години. Тоа е, значи, 2014 некако. Добро. Кемо тоа е 2015. Тогаш не ли имаше малку за странски акции дека не можеш? Не можеше од Македонија никако да се купи. И ја му кажувам на него. И тука идам пример у банка, прашам како е сите рамења дигат сите. Појма нема. Вика, купи си у македонска комерцијална берза и стави тука, не може од Македонија. И со еден пријател што имаше фирма од Бугарија, го прашав, викам, каква е процедурата у Бугарија, можам ли ја сметка да отворам како нерезидент, викам, има ли некој таму да ми даде документи како таму да престојувам, па да земам, да отворам сметка, и Торо тога беше, да. И на тај начин право почнав ја. Заради тоа што никако не можеше. Значи има начин нерезидентска сметка да се отвори у Бугарија. Можеше, тога помогна ми, звони некоја банка, он дека имаше на фирмата сметка, сите работи. Средија ми тога ја отворивме сметка и оттаму си ги префрлив парите, депонирав си некои средства. После дури направивте и така трансфери што имав од Америка, место да ми ги пратат тука на сметката, таму неколку за да инвестирам. Чекај, тебе ти требаше бугарска сметка за да можеш од таму лоуд да правиш на некоја од платформите? На eToro, да. На eToro се викаше платформа. Македонска никој не работи. За берзата е платформата. Да. Ама таа слабо се ја има уште таа? Има е уште добра платформа и у Македонија после почна да функционира, па излезоа надвор од Македонија. Престанаа да ја користат тука. А добра онака платформа. Да, иначе сакам и да збориме специјално само за тие платформите, ама ќе доеме таму. Значи така почнува ти за себе лично почнуваш да си... Да. Која е прва акција кај? Па први акции си ги купив Apple, Google, Tesla, тие Microsoft, тие ја што си ги знам компании. И после тоа некое време ги префрлив сите акции у Tesla заради тоа што некако подемот која беше? Веќе тука 2017-2018 ја веќе сум all-in на Tesla и тука верувам у целата визија, мисија, некако како претходно Стив Джобс, што ми беше како ро модел за сите работи, тука некако Илон Маск почна да ми станува многу интересен лик и викам тоа ова ќе биде
следниот. Ова е првите коли кои ги вади нешто. Па да, веќе рано. го имаше нели Model S, Roadster, тука 2-3 возила има, нема шанса до банкрот, доваѓаат. И гледав како го направи, значи они пробуваа за Model 3 да го автоматизираат целиот процес со роботи да виде. На погонот, не можеа да направат и надвор тенда направија и таму ставија обични машини, почнаа од тенда да ги произведуваат Model 3. Викам, што му веќе знаева каде пивотира. Нема да Тоа пропадне. е тоа, нема да пропадне. Да, тоа беше најклучниот момент со Тесла. Да, тогаш кога го може сменија банкротират. процесот на производство и го автоматизира и го не знам пута 10 пута 100 А уште капацитетот имаат на мака со фабриките. капацитет. Баш за Има Cybertruckот. побарувачка невидена. За Cybertruckот баш бореше, нели? Види, некои од работите од одредено време имат побарувачко, одредено време нема. Там веќе Да. се па скрос пивотирани спрема AI, спрема роботакси. Така да, целиот фокус сега е натаму не име у бројот на произведени онака возила. Ама едно е у тие почетни години, ти така на ентузијазам, да си купиш Apple, да си купиш Tesla, АУ, Да. ама друго е и сериозно да се посвети време на студирање на целата таа наука. На гледање на финансиите со тие очи, инвестирачки очи. Сега тоа е, ја кога си пишавме ти спомнав, ја некако свесно низ животот си ја одбегнував таа тема. Бев свесен дека тоа е сфера која што не бев кога до ние другите, осте таа, знаеш оно кај нас каков е ставот, Ке те прелажат. Да, тоа превара е све. Не бев од тие, ама бев свесен дека океј, некој сериозно што ова го има простудирано и троши време, стварно можам да видам како може да му биде и продуктивно и ефективно и се. Така што јас свесно тоа го одложував. И после некое време не го одложував. И ми излезе курс, и си изгледав курс, и го зборевме тука, и почнав да влагам. И јас сум таков по карактер, кој ќе ме заинтересира нешто, екстремно љубопитен станувам и се обседнувам и сега сум нон-стоп на студирачкиот дел. И сега учам финанси, учам капитализам, капитали, венчер,